Почитувани граѓани, Општинската организација на СДСМ минатата недела на пресконференцијата реагираше за предвреме започнатите рекламни кампањи што ги води власта на ДПМН. На истата реагиравме на начин со кој општина Гевгелија се вклучи во машинеријата на ВМРО, поттикната од владата за рекламирање на оваа власт. Реагиравме затоа што општинската каса во Гевгелија, во која се сливаат пари од граѓаните, иако не смее се злоупотребува и станува дел од пропагандната машинерија на ДПМН. Мал пример за тоа е трошењето на пропаганден материјал, така наречен отчет за вложените резултати на градоначалникот во време на неговиот 2-годишен мандат. Освен од фалбите, кои сака да си ги препише како достигнувања, ќе кажеме и тоа што е сработено и започнато, се всушност проекти, аплицирани и одобрени уште од времето кога СДСМ беше на власт. Одговорот на нашиот прес, одржан на 6 мај, брзо дојде од портпаролот на градоначалникот на општина Гевгелија, од официјалната говорница на општината. Почитувани господа, не ве плаќа народот преку прес да се карате за СДСМ, туку да работите на проекти со кои ќе го подобрите нивниот живот, комунални услуги, образование, социјална заштита и други области за кои сте надлежни со закон. Ако портпаролот на градоначалникот Франгов се снимал речиси пред вратата на неговиот кабинет со стенографија на општината и зборува за работи кои ги тангираат партиите, тоа е уште една злоупотреба на општинските тела, на функцијата градоначалник, на локалната самоуправа како независен орган на власта во државата. Господинот портпарол, Љупчо Алексовски, вели дека од мене, како млада личност, очекувал, цитирам, да ја осознае љубовта, наместо да го трошам слободното време во партиски цели. Замислете од кој доаѓа ваков совет. Ваквиот речник е пред се во најмала мера безобразие, изречено од говорницата на општина Гевгелија. Замислете, чудно име што младите кои ја прифаќаат социјалдемократската опција јавно истапуваат во одбрана на своите ставови и ставовите на партијата, а некои кои зад себе имаат сериозна хаварија во животот си дозволуваат да не изнесуваат такви непријатности. Секој гевгеличанец ги знае квалитетите на градоначалникот Иван Франгов, констатира портпаролот. Да, секој гевгеличанец го знае градоначалникот Иван Франгов, но знае и дека квалитетите кои му ги препишуваат за честност, домаќинско работење и миролюбивост ни оддалеко не се негови атрибути. Зар да заборавиме за пропаднатата фирма која ја остави зад себе? Зар заборавивте во чие време сте уништи стопанството во Гевгелија? Продадена е живинарската фарма, ветеринарната станица, пекарата, предпријатието Цвет, а собствениците станаат членови на ДПМН од Гевгелија. Во договор се разбира со власта на ДПМН. Во тој период, додека Франгов беше раководител на УЈП, а централната власт во државата беше ДПМН, се затвори Винојук, тутунски комбинат Сталја Бекова, а стотици наши граѓани останаа без работа. Ова ли е домаќинската и честна работа за која зборува портпаролот на Франгов? Што да кажеме за јавните предпријатија кои ги основала општината? За едни е мајка, а за другите маќа. Водата ја поскапеа за 100%, па пиеме најскапа вода во државата. Културните установи се бесплатни и придонеси, а им пуштаат некој денар кога нему ќе му текне. Ја затвори локалната радио-телевизија, оти му сметаше некој да зборува за неговото неквалитетно работење. За морбидниот стил на портпаролот и повикување ѓаволи немаме намера да коментираме. СДСМ уште еднаш категорично објавува дека во извештајот на градоначалникот Иван Франгов, како представник на властодржците на ДПМН во општина Гевгелија за периодот од 2009 и 2010 постојат само 3 капитални проекти. Истите тие се аплицирани и одобрени уште од времето кога СДСМ беше на власт. Тоа е реконструкција на Народниот театар во Гевгелија, изградба на пречистителна станица на реката Вардар и изградба на патот до планинското село Ума. Тоа се проекти подготвени и аплицирани од тела со кои раководеше СДСМ и одобрени во времето кога СДСМ беше на власт. Па ајде да ги запрашаме, зошто не подпиша договор и за други проекти, кога веќе 2 години и повеќе работат, а немаат на виделина никаква нова апликација, никаков нов договор, никаков грант за користење нови средства од меѓународни донатори. За функционирање многу поважно е дали работат нешто или само играат оно како што се пофали портпаролот. Лесно е на портпаролот на општината да врши узурпација на информативниот простор на медиумот, претворејќи го истиот во отворен звучник на градоначалникот. И за крај ќе речеме,
Најважно е вие, почитувани граѓани, да знаете дека после изборната победа на опозицијската коалиција предводена од СДСМ, некои од оваа власт ќе одговараат за тоа што го работат. Многу брзо ќе имате прилика да слушнете во општината за узурпациите, злоупотребите, за криминалот. Затоа тие не зборуваат отворено. Граѓаните ве прочитаа и затоа ќе застанат на страната на Македонија и ќе ги осудат лажните патриоти и профитери од ДПМН. Ви благодарам за вниманието.